Во однос на тоа колку време ќе трае рехабилитацијата, зависи од тоа колкава е потребата од пациентот. Кај одредени пациенти нема да има потреба од подолготрајна рехабилитација, поради тоа што и обемот на повредите не е многу голем. Меѓутоа, кај одредени пациенти кај кои што веќе има формирано контрактури, нарушување на мускулно-скелетниот систем или пак сериозни повреди на кардиореспираторниот систем, ќе треба да имаме не само подолготрајна рехабилитација, туку и повторување на одредени рехабилитацијски процедури во одреден временски период. Понекогаш, во случај кога имаме овакви повреди од изгореници, можноста да имаме потреба од рехабилитација во текот на наредните години е исклучително висока. Значи не зборуваме за месеци, не зборуваме за денови и недели, зборуваме за години. Особено онаму каде што можеме да очекуваме дека ќе има појава на контрактури, појава на деформитети на зглобовите, нарушување на мускулната маса и секако лузни кои што остануваат долго време после инцидентот и кои што треба да се третираат со одредени физикални процедури со цел да може да се минимизираат.